Вкрстените прашања на обвинителството Љупчо Палевски ги искористи за повторно да тврди дека се работи за политички конструиран процес и да негира било каква инволвираност во убиствата на Вања Ѓорчевска и велешанецот Панче Жежовски. Иако за обвинителството е сомнително што 3 дена по убиството на Вања, Палевски кон Белград заминал без да понесе медицинска документација, тој тврдеше дека цедења со наод му биле украдени. Според него, обвинителството не успеало и да го докаже мотивот за двете убиства. Мотивот кој е наведен во обвинението е нелогичен, затоа што не сте приложиле ни еден доказ. Доколку беше користолюбие, ќе имаше засолниште за детето и ќе имаше контакт со мајката, а не класично убиство. Немаше бегање, не променив град на престој, туку останав во Баликесир откако дознав дека сум осомничен. На 22.11 бев во банка, а потоа да го поправам котелот на Ерол Османи. Ако сум убил, ќе правев алиби. Но и покрај ваквото тврдење, обвинителките му посочија на сведочењето на сведокот Ерол Османи, кој во судница тврдеше дека Палевски му го поправал котелот на 28 ноември. Според нив, низата пресуди против Палевски во период од 20 години укажувале на неговата склоност на кршење на законот. Ово укажува дека имате проблем со почитување на законите, против правните действија, очигледно ви се својствени. Според неговиот адвокат, обвинителството му помогнало на Палевски со денешните прашања, а дел од останатите адвокати остануваат на барањето за реконструкција на случајот. Нејасно ми е зошто обвинителството на место да ги нападне осомничените и обвинетите, со конкретни докази тие само прочитаа наслови. Како што тргна постапката, така и заврши. Со прашања на луѓе кои ги теретиш за убиство, прашања малтене да помогнеш на обвинети. Од самата постапка несомнено произлегува потребата од реконструкција. Значи, постојат најмалку десетина празнини во доказите кои го ја навагаат потребата да има реконструкција на настанот. Со вкрстеното испрашување заврши исказот на Палевски кој е првообвинет во случајот. Освен него вина негираше и обвинетиот Боре Видевски, а признаа Велибор Манев и Владко Кешишев, кои го посочија Палевски за организатор и директен извршител на убиствата на Вања и Панче. Следното рочиште продолжува со дополнение на доказната постапка.